Одиме сега на друга тема. Со доаѓањето на летото, оние кои што имаат домашни миленици, посебно оние кои што имаат кучиња, конкретно ќе се насочиме на кучињата, секогаш размислуваат, бидејќи нормално сите си ги сакаме домашните миленици, како најбезбедно и каде да ги згрижиме, оставиме додека ние одиме на одмор, ако не можеме да ги понесеме со нас, нели? Ако е тоа авионско патување или хотелско сместување каде што не е дозволен пристап за миленици. На оваа тема која што верувам дека ќе изнесе и мојата соговорничка интересни совети за оние кои што се посебно нови собственици на кучиња, добро ќе ви дојдат, ќе биде добро дојдено и верувам дека ќе биде корисно твоето гостување. Ти благодарам за звоното време. Знам дека е хаотично сега, одморите почна, а со оглед на тоа дека имаш хотел за миленици, верувам пансионот е веќе Да, со полна пара. Ти благодарам и тебе, че смееш што сум тука. Дефинитивно ова е многу интересна тема, многу сеопфатна тема. Секогаш што и да збориме и 5 сати да збориме, ќе има уште што да се кажа, така што чест ми е имена. Мартина Павловиќ, добре дојде уште еднаш. Би почнал од што е најдобро за различни раси да се избере каде да се остави миленикот. Да, ќе се согласиме дека тоа е простор, место кое што ги има сите услови за да биде оставен, но секогаш не сите имаат услов, имаме малку капацитет што се однесува до нашиот град. Сега и финансиски можеби некој не е толку поткован, спремен и така натаму, па можеби има и можност да го згрижат роднини, блиски и така натаму. Како да одбереме најдобро згрижување за нашиот миленик додека не сме дома? Вака, од почеток, реално ковид ситуацијата донесе многу нови, се зголеми пазарот, како на бројот на собственици на миленици, така и на бројот на хотели. Така што секојдневно имаме нови хотели. Во однос на побарувачката, сметам дека има простор, има доволно хотели сите да бидат услужени. Така што во однос на тоа јас секогаш би одела дека треба да избереме, бидејќи јас имам мои миленици, така и почнува мојот бизнис всушност, таа потреба. Секогаш велам да избереме тоа што прво на нас ни одговара и во однос на буџет, и во однос на простор, и карактерот на нашата куќа, затоа што потребно е заемно да ни е убаво, ние да одиме со лезат на одмор и на куќава да му е пријатно таму кај што е. Така што пазарот дозволува секој да си одбере согласно својот буџет. Тоа е супер. Меѓутоа тука би додала, јас лично на пример не ги делам по раси, ги делам по карактер. И од таа причина ми е важно каква е куќата, некои да речам покомплицирани состојби како агресија, некоја не знам комплексна доминација, нешто такво. Во сезона за жал немам простор такви куќиња да примам. Заради тоа што бројкава на овие што се социјализирани, пријатни со луѓе, пријатни за хотел, имаат искуство, е голем број. Така што во однос на тоа јас секогаш би одбрала за моите миленици да се грижи за нив професионалец. Зошто? Заради тоа што како што ти си тука и постојано следиш што се случува во јавноста, што е тоа што е актуелно, така ние кои што се занимаваме со професионално следиме постојано карактер на куќа, дресери што кажуваат, говор на тело на куќа и тоа е, мислам, јас го имам времето и просторот да постојано се надополнувам себе си, надоградувам и многу е полесно кога професионалец ќе ја фати работата. Секогаш постои таа опција со роднини, пријатели, па комшија да ќе му фрла храна, другиот вода, па некако ќе скрпиме. И на тема би сакала да спомнам, лани имав индиректна ситуација со мои потенцијални клиенти, каде што баш така направија, го ставија кај роднина, пријател, нешто таква, и куќата во рок од саат време од како они го оставаат, бега на прометен булевар, значи пред хотел Континентал, и од тука трча избезумено, кај што групите, значи горат, избезумен малтезер трча, не е пристапен, не може никој да го фати. И оно таму 2 дена не престанува да трча и трча до Фершпет. Значи тоа е многу долга релација за куќа 3 кила. За малтезер збориме? Малтезер. И он беше толку избезумен, што од коли, што од глутници кучиња кои што ги помина, и беше онака, да речем и тази искуство, што е тоа што се случува кога некој, веројатно си правеле муабет, луѓето отишле на прошетка, се измукнала. Па и го немаат осетот како собственикот сега, нели? Тоа е исто како и дете кога ќе го оставиш да го причува сосед, пријател и така натаму, кој што нема дете. Различно е. И пак ќе кажам, тука доаѓа до израз дека сега ти на пример со твојата работа ти не можеш да седнеш да читаш 24/7 за кучиња, да разговараш со други хотели, искуства, да се разменувате заради тоа што ти професионално се занимаваш со нешто друго и да имаш куќа, имаш едно и се адаптираш по тоа едно, не е дека се распрашуваш многу наоколу како другите функционираат.
Додека пак ние што имаме хотели, тука сметај на тоа дека одговорноста е, па да кажам, трократно поголема, заради тоа што се работи за друго куќе, а ние земаме пари, нели, за тоа куќе да го згрижиме додека вие сте на одмор. Значи одговорноста ништо да не му фали, како викаме. И одговорноста е тука многу поголема отколку за сопственото куќе. И мора да има многу повеќе внимавање отколку да речеме комшијата кој што 2 пати во ден ќе стане од кревет и ќе отиде да го нарани куќата. Да. По мене и за моите куќиња и нели како сопственик на хотел, тоа не е опција. Од друга проста причина може да избега тоа куќе од двор, по тоа да го удри кола, да се случи некоја незгода со малки други куќиња, со друго сопственичко куќа, каде што реално ние немаме возрасен човек кој што има критична нели свест да размислува и да му помогне на куќата во тој момент. И тука исто така има некои такви непријатни ситуации кај што не стигнале на одмор, па се случила проблем, па треба да го прекинуваш одморот, па се враќаш, па куќе на ветеринар. Имота во животот е зашто да комплицираме кога може да е поедноставно. Заради тоа што следство на буџетот секој може да се дозволи. Цените се многу варијабилни, ги има од најевтини и многу ефтини до многу скапи, така што буквално секој може да биде обслужен. Нема проблем во однос на тоа. Секој засебно како индивидуа со својот миленик сака најдоброто да му го пружи. И сите сме некако скептици во изборот. Како најдобро да одбереме нели хотел за миленикот, на што да внимаваме, како да го адаптираме тоа да биде помалку стресно, дали е препорачливо неколку дена, период пред да се замине, да се носи тоа куќе, како тоа се зближува, како тие таму внатре функционирате, се чуваат, дали секој е засебно, дали раса со раса, која може да се меша, не може да се меша, како им поминува секој дневно. Ја многу прашања имам за хотелот, нели, како собственик на куќе. Супер. Секогаш нели сме така малце и скептични, сакаш да му пружиш најдобро и не знаеш сега го носиш во хотел, ама таму има огромна бројка на куќиња, дали ќе му обезбедат внимание, дали ќе го стават со други куќиња, па тортура, стрес од страна на нели. Ова е супер прашање и најчесто сите потенцијални клиенти. Ова се милион прашања во едно, што се случува внатре? Ама со подпрашање, кој што сите заедно пратат на целина има смисла и најчесто ова, меѓу другото, е најпоставуваните прашања, кога ми доаѓаат нови клиенти со кои што веќе не се знаеме и нели добиле препорака, па сега прв пат се слушаме. Тие што ми се веќе стални клиенти знаат дека првиот разговор, значи ако ти како Ненад ми се јавиш и ми кажеш ало здраве, јас имам куќа, сакам да го оставам кај вас. Ние имаме еден иницијален разговор од саат и пол до 2, каде што во тој саат и пол поминуваме се што можеби за вас како собственици е беззначајно, меѓутоа мене тоа многу ми менува. Сега ако зборувам не како собственик на нели бизнис во приватен сектор, туку како собственик на миленици, кои што исто така ми се цел свет. И пак ќе кажам, таму и почнува, од нив почнува идејата. Јас би советувала до сите нели потенцијални, еве сега и пред одмори сите бараат, лудило е со клиенти. Најважното е дека вас ви треба човек кој што првично сака куќиња. Значи некој кој што ја работи работата паушално само заради тоа што ќе ги стрпа куќињата и ќе ги зимаме парите, тоа не е човек кој што доколку вашата куќа закашла, ќе се позамара да стане да види што му. Значи тоа е првата предселекција, затоа што јас на пример кога се јавував по хотели пред 4-5 години, мене ми викаа вака: "Добро, што ти треба такво? Добро, колку кила е? 3. Добро, донеси го, има бокс слободен." Тоа не е избор за мене. Па не работава да го затворам во бокс, така. Затоа што ние секогаш што го кажувам е многу просто, меѓутоа ние не зборуваме за 3 кила компири, па се стаи ги во некој кјош и за 3 дена ќе си ги земеме, туку зборуваме за живо битие со сопствена индивидуалност, затоа што не се сите 5 раси да земеме по 5 куќиња, сите да се исти од иста мајка, ниедно со едно нема да бидат исти. Заради таа индивидуалност која што нели они си ја гаат. Така што би рекла дека тоа е првиот чекор. Понатака вториот чекор веќе тука нели влегува буџет, влегува на кој принцип работат, влегува какво е куќето. Значи јас имам на пример генерално клиенти кои што се со куќиња со сепарациона анксиозност, каде што на пример во други хотели каде што имаме затворен концепт со боксови нема да се снајдат, заради тоа што тоа куќа не знае да живее во бокс. Меѓутоа има па и клиенти кои што од дома, од мало, додека учат хигиенски навики, куќето си е навикнато во бокс и тука веќе не мора да се оди на ексклузивен пристап со отворен концепт како мојот, може да се оди со некоја поевтина варијанта, каде што куќето ќе си има сопствен бокс, меѓутоа сите други потреби ќе му бидат задоволени. Значи имаме тука многу варијабили и затоа велам дека сите може да бидат обслужени заради тоа што пазарот постојано расте и ние имаме реално многу опции на пазарот, меѓутоа тоа што мене ми менува како сопственик,
Знаеш како да има хемија помеѓу и собственикот на хотелот. Значи, ако ние не кликнеме во однос на разговорот на тоа што ви треба, куќето што му треба, нема да функционира. Јас да ја дадам и најдобрата грижа, вие да бидете да речем, совршениот клиент и нема да кликне едноставно. И веќе од тука знаеме дека треба да се бара нов хотел. И мојата препорака е дека често луѓето експериментираат, знаеш како жените што менјаат фризер, па да пробам ваму, па да пробам таму и тоа го прават и со хотелите и со куќињата. Не е баш пријатно тоа, заради тоа што кога куќето ме знае мене и знае дека кога ти се на одмор е кај мене и ќе му смениш локација, тоа од почеток мора да се адаптира на сите прво нови мириси, нови луѓе, нови куќиња, нов простор, нов режим на живење, значи нели секој дом, секој хотел си има свои правила на однесување и политики и тоа е многу голем стрес. Ако вас како собственици ви одговара еден хотел и куќето ви се враќа среќно, не менувате веќе друг хотел. Значи тоа е што е и тоа е тоа, освен ако не се случи нели нешто, па да бараме друг. Меѓутоа, во однос на тоа, ние заради тоа што работиме со отворен концепт, малку е покомплицирано во однос на бројката на куќиња и мора да работиме со многу помала бројка, заради тоа што они се сите слободни и тука по дефолт треба сите да ми се сложуваат за да јас можам да фигурирам во една... Тоа значи дека бирате која раса, големина можете да ја... Да. Генерално не толку по раса, колку што по карактер, затоа што ми се случувало да имам, не знам, вучјак кој што е мелем за чување и да имам чивава која што сака сите да ги јаде. И сега вучјаков е супер голема, страшно личи, меѓутоа... можеш да процениш брзо дали може... Да. Со тие клиенти кои што ми се, да речам, нови, непознати, па ќе ми речат, знаеш како да пробаме да видиме, веќе ми се подига едно знаменце. Дека кријат нешто у карактерот. Дека сакам да ги видам и со нив одиме пиеме на кафе во кафиче, после 2 сати јас на тоа кафе, пак со тој иницијален разговор од саат до 2, јас веќе знам од прилика куќето што е максимум и минимум што може да ми причини у глутница. И да, како реагира генерално со други, затоа што тука нели си пораѓаат други куќиња, мали, големи, мажјаци, женки. И го гледам куќата како реагира. И често ми се случува, тоа е професионална деформација, ги гледам куќињава дека се двете укочени, двете имаат опашки нагоре фиксирани, зеници на страна гледаат проширени, мљацкаат со јазиците. Ја у момента тука да се случува, у моментов ќе го престанеме разговорот и само ќе го гледам куќињата и ќе им викам, дечки, тргнете се, ќе ви се фатат куќињата. Тргнете се, ќе ви се фатат куќињата. Затоа што е професионална деформација и uz тоа кафе јас го гледам куќето дали е нешто кое што би се вклопило во мојот начин на живот и работа. Така што тоа многу помага. А околу контролата при примање во смисла контрола на болести, контрола на... Тоа ми е милената тема. Драго ми е. И тоа ми е едно од битните прашања. Моите ветеринари знаат, тука би сакала да ги поздравам, фала што постоите, дека секое најминорно, нетипично однесување се преследува кај ветеринар. При прием поминува на преглед ветеринарски? Нема како тоа да се изведе, заради тоа што сите се клиенти кај различни ветеринари, од тука и е нели многу поразлична. А останува комуникацијата со ветеринарот кој што си го следи куќето кое што е на чување? Значи со ветеринарот матичен, чисто затоа што си го знае нели анамнеза, историјата на куќе, сето тоа. Меѓутоа моите ветеринари си се засебно затоа што со нив имам комуникација нели да можам да им пишам усред ноќ. Сега гледам да не го правам тоа, да не експлоатирам. Така што голем поздрав до Ветсвет, фала што постоите. И на крајот од денот се базира на примање возрастни, вакцинирани и редовно ревакцинирани куќиња и секојдневна дезинфекција. И некако кога ги смислував правилава што ќе правиме, како ќе правиме, ова ми се покажа дека е најдобар, заради тоа што до сега броиме со 0 инциденти од било кој аспект. И ми се има покажано како најдобар заштитен фактор, заради тоа што возрастните, вакцинираните и плюс ревакцини на годишно ниво има многу мал процент на шанси да пренесе нешто и да донесе болест во хотел. Така што исто и тоа би го кажала како сугестија. Доколку видите дека таму има мали куќиња, папис, без вакцини, јас таму никогаш не би однела куќе, заради тоа што они се први во однос на се најнезаштитени и најранливи. Така што и за луѓето кои што имаат папис, подобро да се прескокне летово, да се снајдат. Значи тоа е веќе нужна појава каде што од двете зла ова е помалото да иде кај комши, кај пријатели, имаат дома бебе. Отколку во хотел каде што имаме фреквенција на куќиња, колку и да ние пазиме, шансите да тоа се случат, мислам да се случи било каква несаканата болест, некоја зараза, постојат.
Заради тоа што пак ќе кажам, секоја од година во година нас не мутираат сите вируси, сите болести, генерално вакцините штитат, не штитат, меѓутоа се генерално прв, нели, фронт онака, без вакцини е покорно. И мислам никако не сме да се дозволи куќа да се остави невакцинирано со ниедна, меѓутоа вирусите си го прават своето и природата и они мутираат исто како што мутира се друго. И пак во однос на болестите, по мене најдобар нели заштитен знак на хотелот е тоа, вакцинирани возрастни и екоците. Да. Сега онаа комуникација хотел собственик додека собственикот е на одмор, како јас добивам информација. Јас шетам куќиња, дали го имате тоа како... Да, апсолутно, заради тоа што они се сите со, мислам, таргетот кој што јас го таргетирав, нели, се клиенти кои што живеат, мислам, милиониците им се членови на семејство. И тоа било, сме имале разделби со плачки, со онака баше, си го даваша детело негде. Да, да. Така што со телефонот цело време шетам куќа, куцам пораки, бришам ноза на куќиња затоа што сите на влез мора да се пребриша. Повеќе ангажман меѓу мене и тебе имаш околу известување на собствениците. Значи јас генерално во текот на денот еднаш најчесто попладне или да помине нешто, праќам пораки куќаво јадело, пиело, како се други куќиња, како се однесува по дома. Меѓутоа имам клиенти кои што особено на почетокот јас ги гледам дека они се анксиозни, ја не треба да мислам они да ми кажат и ќе ти пишам. Јас знам дека тоа ќе биде така и ги охрабрувам и викам дечки сваќам, прв пат вие не ме знаете реално мене, пишувајте колку ви душа сака. Од натака, кога ќе почнеме да градиме доверба, нели, и јас и ти, и јас и куќата, и ќе видиме дека имаме убави заеднички искуства, веќе се намалува тоа пишување секојдневно, меѓутоа во однос на анксиозноста, заради тоа што јас сум анксиозен собственик, сакам цело време да знам што ми прават куќињата, јаделе, пиеле, да не уфцето нешто на страна моја, некој што не треба. Од таа причина и знам како е да одите на одмор и да ве јаде јанзата од внатре што прави, тажна ли е, нели е тажна и многу е подобро тоа тука и сега да го решиме, отколку вас деновите ви се провлекуваат со да пишам, да не пишам, значи да пишуваат секогаш. И еден совет, кубариме со места, кога треба да се резервира, да се праша, колку порано да се отиде со миленикот, онаа прва комуникација, прва посета, да речеме, дали е потребна. Најрано што може. Тука некаде така би финиширал. Ние сега веќе ги попълнуваме термините за 2 август, а сега сме 26 јуни. Значи нема место. Значи многу одамна. Сега многу е полесно да јас метнам во хотел социализирано куќе, куќе кое што нема никаков нарав, не реагира на мажјаци, на женки на истиот пол, вакцинирано е, ревакцинирано, кастрирано, стерилизирано, тие секогаш имаат предност. Затоа што најголемиот проблем е со доколку се случи белја во глутница е со нестерилизирани или некастрирани, особено некастрирани мажјаци. Затоа што кај нив едноставно тестостеронот е таков по природа, може од буквално од ичник да направи проблем и тоа е 100% алертност, значи цело време и за спијања. И никако, мислам, не смее да се случи мажјаци да се заедно за спијање без надзор, затоа што тоа е формула за неуспех. Така што во однос на тоа би, особено сега со топлото, и ние исто во хотел, исто и сите собственици, мислам би сакала да го порачам на крај, да се избегнуваат жештините, особено врелиов асфалт, значи да е тоа попладне. Тоа го потенцираме и многу пати досега со наши гости. Вода на секаде и исто така и... Они се долу многу, стопичките им горат и плюс цела топлина е директно кај нив. И на крајот од денот они како топлокрвни животни со дупло крзно најчесто, они го чувствуваат топлото, да речам, можеби и пута 5 од нас, заради тоа дупло крзно кое што и функционира како вентилација, меѓутоа додава многу на топлина и вода постојано. А често бањање во летен период, дали е препорачливо? Тоа помага не во однос на бањање, значи топање цело тело, туку разладување и баш во када куќето да влезе, да се натопи, меѓутоа да е некоја млака вода, за да не биде доаѓање од надвор, каде што куќето гори и мрасладна вода, тоа ќе го пресеча. И исто тоа што би сакала да го спомнам, а често луѓето го занемаруваат, некако не е познато во нашата, не се зборува доволно многу, тоа е една гастрична торзија, се надам не го грешам изразов, каде што кога куќиња брефтаат и беше онака хипервентилираат, зима многу воздух и на тоа куќе му се дава вода. И тука се случува една баше bloat се вика на англиски, проблем во желудникот, каде што многу брзо после тоа настапува смрт и народно речено некој преплет се случува заради тоа што со таа газ, односно воздух што куќето го внесува и вода,
многу го преоптоварува желудникот, така што никако одма после шетање вода го чекате куќето само од себе да се смири, да легне, да престане да брефте и да диши онака на гради, да ги шири и празни, и дури после тоа давате мали количини на вода во баш онака мали порции и после следствено кога ќе се смири е веќе окей. И ова важи најмногу за широко гради кучиња. Значи кога ќе ги видиме вака, градите се малку подолу, нели, за разлика од малтезерите кои што се онака сплескани малце. Малтезерите можат све. Да, и вода за бездомните. Тоа секогаш сакам да го потенцирам, затоа што на нив им е најтешко. И често и ние знаеме да подсетиме. Да, они немаат клима, имаат евентуално некоја чатпат сенка во Скопјево, ретки се тие сенки и булевари со дрвца, така што они го чувствуваат тоа многу повеќе. Многу е тажно заради тоа што не е дека они брзо ќе им се слоши и нели ќе настрадаат, туку тој процес е многу бавен и они буквално страдаат доколку е топлотен удар или вакво со брзо пиење вода, мада они подобро се чуваат во однос на тоа, си знаат кога треба вода, кога не. Обавезното нирчење на секаде, тоа не е нешто што дури онака и за да не се купуваат неличини за вода, многу едноставно со сечење или оние големи на 6 литарки од вода или не знам шишиња за да може да се распореди тоа низ цела населба и така како помага покрај хранењето нели кое што зависи од нас заради тоа што тие се на улица не по своја вина, туку е секогаш човечки фактор тука виновен. Најмалку што може да направиме во овие топли денови и летова генерално, особено како доаѓа потопло, е вода. Секаде вода да има. Јасно, јасно. Ти благодарам. Мислам ова може да трае со денови, но јас се обидов да го срочиме во некој си веќе пат скоро 20 на минути. Така да навистина ми беше драго, со вниманието следев јас, верувам и помогнавме со овие совети кај нашите гледачи. Ќе се дружиме, тука сме нели да им помогнеме првенствено на собствениците, а потоа и милениците. Да, јас стојам на располагање, зашто и да треба, дури да не се мои клиенти, во однос на искуството и нели тоа што кај може да се најдат, само кажи чисто да се искомуницирате, да се ние сме M&M Pets Hotel на сите социјални мрежи, јас сум Мартина. Може да ти пишат да те консултација, нели некаква. Буквално сегде постои, така што за било каков совет, многу е подобро да прашате некој, заради тоа што знаеш ние македонците имаме еден момент конкуренција и тука да ќутиме сите да не случајно нешто дадеме од нашето. Не, заради тоа што ти куќето и да го носиш у мојата најголема конкуренција, мене тоа што ми е важно на крајот од денот и како активист за права на животни и како собственик на миленици и хотел понатака, мене ми е важно куќето да е добро згрижано. Потоа, кој хотел ти ќе го одбереш, во однос на финеси, пари и сето тоа, на крајот од денот мене тоа не ме засага затоа што има работа за сите. Важно е куќето да биде добро згрижано, така што стојам на располагање за било какви совети, дали да е тоа за кај мене во хотел или било кој друг или следствено карактерот на куќето. Буквално во било кое време, телефонот ми е достапен. Верувам дека е така. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам и те.